слушај го сега ова, уште еднаш. Преведуваш ли? Ти кажавме кога ќе дојдеш тетово да земаш преведувач. Слушај го сега ова. Ти кажавме кога ќе дојдеш да земеш преведувач. Сега внимавај. Сега Знам, ти ме праша на почеток дали да ми пресираш или не. Прво, не само пресирањето, не е само пресирање. Ти кажавме, зборува дека ова момче зборува за група. Второ, слушни го тонот на кој што е кажан. Еден вид на заканувачки. Ти кажавме... Види, ја за тоа реагирав. Само те молам дозволиме, ти објаснам што ми е поентата. Ти мене у нормална земја, еве зборуваме нормална земја, мене е стварно врв на демократијата Америка. Во Америка вака да излезеш и да седнеш и да ми кажеш ти кажав, ја сега ако дојдеш овде ку Брун, ќе ти ја земат траката. Прво ќе ти ја земат траката, а второ ќе те викнат на едно место да раскажеш кои сте тоа вие. Кои што сте им кажал. Пошто е јавен збор, да. Така, јавен збор. Како тоа ти кажавме ние ќе дојдеш? Види, И нешто не интересно, што дел од нашите сограѓани интелектуалци еден не излезе да каже, да го осуди, да каже, видите, ова не е примерно однесување, ништо повеќе, освен непримерно однесување. Не, прво и до министерката. Прво прилично ладнокрвно, феноменално, професионално, прво е дама, како можеш да дама така да и се однесуваш. Второ, она е повозрасна од момчето. Да. И трето, она не е должна да им се прилагодува. Она е должна да одговара на прашање. Така е. Не е должна да им формите на одговарање да ги прилагодува на барањата. Четврто, она осим што е министер, она е и приватна личност, не можеш да се однесуваш. Така да мислам дека тоа беше провокативно непотребно. Зошто никој не го осуди од албанската еснавска политичка елита па и експертска? Не знам дали ги прашам. Ти знаеш дека не бе. Еве тебе те прашам, ти ово го осудуваш реално? Не, ја го осудувам, ја го осудив и на емисија. Па не беше баш така реално. Не, темата не ја продолживме, иначе ти го кажам.